Со известување упатено до општина Кочани, превозникот Автоатом најавил дека од 1 август оваа година ќе престане да извршува сообраќај на релацијата од селото Оризари преку Усова, Чешми и Бавчолук до спојот на улицата Бел Камен со Страшоер Бапче и Лесна индустрија, како и во обратна насока. Според Автоатом, причината за укинување на релацијата е што таа по интерните анализи на предпријатието се покажала како непрофитабилна и неисплатлива за натамошно изведување. Линијата беше определена со одлука на Советот на општина Кочани за организирање и субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници за период од 1 година, сметано од денот на склучување на договорот со избраниот превозник во спроведената постапка. Со одлуката, Советот побара општина Кочани да учествува со 50% во цената на билетот, што на граѓаните што го користат општинскиот линиски превоз на патници им се наплатува по цена не повисоко од 20 денари. Општинскиот линиски превоз на подрачјето на општина Кочани треба да го врши превозник избран во постапка што е спроведена согласно соодветните законски прописи. До сега беа поништени 2 постапки за јавна набавка за вршење на линискиот превоз. При првиот повик што го објави општина Кочани, превозникот Автоатом побарал цена од 30 денари за еден билет, сума што не е во согласност со одлуката на Советот, а на последниот повик за јавната набавка не се јавил ниту еден понудувач за вршење на јавниот градски превоз. По оваа одлука на Автоатом, општина Кочани најавува дека нема да се откаже од организирањето и субвенционирањето на јавниот превоз. Наскоро се очекува да се излезе со нови предлог решенија, а линијата повторно да биде јавно понудена, со можност да ја користат и други оператори.